Во рамките на посетата на делегацијата на ВМРО-ДПМН во Брисел остваривме средба со еврокомисарот господинот Јоханес Хан. На средбата стана збор за интегрирањето на Република Македонија во рамките на Европската Унија. Говоревме за реформите и реформските процеси кои што би требале да се случат во Република Македонија, но за жал нивното случување изостанува. Сето тоа некако представува едно добро слово на хартија, но имплементацијата не можеме да ја почувствуваме и не се случува. Злоупотребата на моќта од страна на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, лошите економски потези, лошите реформи во економијата, уназадувањето на економијата, исто така гледаме дека ништо не се случува од аспект на реформите во судството и судскиот систем. Со еден збор кажано, апсолутно го понудивме сиот наш човечки и административен потенцијал како ВМРО-ДПМН, за да можеме да допринесеме и да дадеме вредност на она што се вели што е можна побрза интеграција на Република Македонија во рамките на Европската Унија. Секако стана збори за долгогодишниот спор со името кој што го има нашата држава со соседна Република Грција. Го запознавме еврокомисарот Хан за содржината на средбата која што имавме пред некој ден во клубот на пратениците со владините представници, со председателот Иванов, со водството на Демократската Унија за интеграција господинот Ахмети. На самиот состанок, како што рековме, за нас беше од информативен карактер. Конечно дознавме за што станува збор, го видовме предлогот кој што господинот Нимиц го има доставено до преговарачите, кој што помалку или повеќе е познат на јавноста, но исто така и потенциравме дека остануваме на патеката за што е можно поскоро интегрирање на Република Македонија во Европската Унија и во НАТО, но исто времено потенциравме дека ВМРО-ДПМН останува на браникот на заштита на државните и националните интереси. Со жалење може исто така да констатираме од она што можеме да го прочитаме денови во медиумите, дека за решавање на овој долгогодишен спор помеѓу нашата земја, Република Македонија и соседна Република Грција, се уште во општеството и помеѓу политичките конкуренти во соседна Република Грција не постои консензус. Апелирам што е можно побрзо да се најде консензус и да дојде крајот на решавање на овој долгогодишен спор кој што Република Македонија го има со соседна Грција. Ви благодарам.